Дали општинските шалтери ќе заминат во историјата? Дали вашата локална самоуправа ќе стане општина? Дали апликацијата М-заедница е решение за јаловата локална администрација? Дали некој ја кочи дигитализацијата? Има ли внатрешни препреки што граѓаните не ги гледаат? Одговорите веднаш после најавната шпица. Да, тоа беше најавата, а тема ќе ни биде, веќе знаете, дигитализацијата на локалната самоуправа, односно спуштањето на дигитализацијата до граѓаните и нивната комуникација со единиците на локална самоуправа, односно со местата каде што живеат, со општинската администрација, со советниците, со градоначалникот. Зошто е ова важно? Ова е важно затоа што општините не се само патишта, градба, улици, чистота, туку и разни дозволи, разни поплаки, жалби, укажувања, но и нудења на решенија од страна на самите граѓани. Што повеќе се граѓаните вклучени во работењето на општините, тоа имаме подобра локална самоуправа. Што се подистанцирани и немаат пристап до локалната самоуправа, имаме полошо функционирање на општините. Сега значи ќе зборуваме за она што е тренд и што мене лично многу ме фасцинира, а тоа е дигитализацијата и како можеме да стигнеме до таа фамозна отвореност, транспарентност на општините и граѓаните да бидат максимално вклучени во работењето на единиците за локална самоуправа. Значи да не должам повеќе, гости во денешниот подкаст се Иван Илиоски, советник на министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Убаво го кажав, Илиоски, добро, и Александар Јовановски, исто така без В. Без В. Така, од Блинк 4221, многу ме зачуди ова име на оваа невладина организација. Што значи тоа? Да, па видете, значи тоа е официјалното име е Центар за социјални иновации, Блинк 4221, 4221 се координатите на Македонија. Па така е намигни на Македонија. Добро. Океј, значи ве повикав да зборуваме, инаку ова е многу интересен состав. Господинот Илиоски е од Битола, господинот Јовановски од Прилеп, ја од Скопје. Ова е баш онака чудно дерби кај што ќе имаме битолченци и прилепчани и скопјани. Така, ајде, првин ќе почнеме со невладината организација, со господинот Јовановски. Првин, вие имате една апликација. Искрено да ви кажам, дојдов до вас гуглајки, бидејќи не знаев кои невладини организации се бават со оваа проблематика, тоа е дигитализација на локално ниво. И вие излеговте, имате добри референци, интересни референци. Ајде нешто да зборуваме за платформата М-заедница. Како се роди, што е целта, што се добива, колку функционира, малце да ја представиме и зошто е таа важна апликација. Благодарам уште еднаш на поканата, особено имајќи предвид дека само пред една недела имавме тематски форум каде што ги презентиравме резултатите после 2 години интензивно работење со единиците на локалната самоуправа и на наше задоволство од 8 сега имам 11 општини кои ја користат активно М-заедница. И она што би сакал да го напоменам како увертира и во понатамошниот разговор, сите општини кои работат поактивно на дигитализација, користат оваа платформа, покажа пораст на индексот на отвореност и транспарентност. Така да мислам дека и самата дигитализација и тој процес отвара внатрешно подобро разбирање за тоа што значи директна комуникација со граѓаните и тоа се гледа. Значи едното со другото, значи е поврзано. Како е родена идејата? Значи тоа е инспирација на моите колеги Зорица и Милан, каде што сакале да изработат продукт за вклучување активно на локалната заедница. Буквално луѓето кои живеат во заедницата, пилотирана е во општина Карпош за почеток и потоа се шири во рамки на Скопје, 8 општина Карпош, општина Аеродром активно ја користи и работи, потоа 9 градови од Македонија. Значи имаме западна, источна и исто и пелагониски регион. Она што покажува е дека постои огромен интерес кај граѓаните, особено таму каде што нема потреба доаѓа директно до шалтерот на општината, да можат тие работи да ги завршат преку мобилен телефон, а исто така да можат во реално време да се информираат од општината што се случува на локално ниво и сето тоа да се случува во еден структурен и кохезионен начин. Она што го видовме дека со општината се комуницира на различни канали, дали тоа е Viber група, WhatsApp група, потоа ако дискусијата се префрли на Facebook, таму добива и друга динамика, значи ако проблем
проблемот бил еден, за улица ако се дискутира таа дискусија може се надоврзува да замине во многу погрешен правец и идејата е оваа дискусија да се одвива на една платформа. Од другата страна ние ги вклучуваме директно општинските службеници кои ја третираат таа тема за кои се задолжени. Например, ако граѓанин пријави нешто поврзано со комуналната дејност, потоа инспектор гледа што се случува во таа област. Дали е животна средина, истата филозофија и тоа. Дали е новости, субвенции, стипендии, потоа ги вклучуваме другите колеги од општината кои се задолжени за тоа, но целта е за да се создаде двонасочна комуникација помеѓу заедницата и службениците во локалната самоуправа. Тоа е со администрацијата. Значи ова не е комуникација со советниците и со градоначалникот, не е со онаја изборна администрација што се бира на секој 4 години, туку со професионалната администрација. Апсолутно. Тоа е целта во суштина. Апсолутно. И тоа е, значи не само што сакаме да градиме активна седница, туку да го подигнеме нивото на податочна и дигитална писменост, да можат луѓето директно во комуникација со општината да ги решат овие работи. Иако им заедница дозволува, имаме подплатформа Мој советник, каде што сакам исто така барем со дел од општините да ја пилотираме, нормално по завршување на изборите и да видиме како можат и советот, значи и советниците индивидуално да се вклучат во комуникација со граѓаните. За представникот на Министерството, за господинот Илиовски, гледаме веќе што се работи на терен, но ова е невладина организација. Сега доаѓаме до нашто мене ме интересира исто така каде е во сево ова државата. Значи гледаме дека се прават напори за забрзано дигитализирање на државата. Тоа што е пропуштено во минативе 10 на 15 години, се обидува да се најде некој шорткат, некоја пократок пат за да се надополни изгубеното, бидејќи сите не претркаа за жал. Каде државата во поглед на локалната самоуправа? Прво ви благодарам за поканата. Би сакал да почнам со нашата стратегија за дигитализација на општините. Таа ја базираме на 4 столба. Главниот столб, односно првиот столб е бесплатни Wi-Fi зони. 90% од општините во Македонија веќе аплицираа за проектот кој е финансиран од Европска унија, а ќе биде фасилитиран од нас како министерство. Вториот столб се веб страните. Како една од KPI на Европска унија е да имаме за дигитализација е да имаме унифицирани веб страни и сите сервиси што се на интернет да бидат колку толку слични на себе. Затоа ојдовме со проект да ги унифицираме веб страните и сите општини кои сакаат можат да аплицираат на истиот. Значи, и ако имаат постоечка, може да мигрираат на новата, или ако воопшто немаат, бидејќи има многу случаи, да му креираме целосна веб страна. Третиот е EDMS, односно електронски систем за документи, за менеджмент на документи, кој е основата за дигитализација на една општина. Веќе е имплементиран во многу државни институции, а следен чекор е и општините да се вклучат на истиот EMS. И основата на дигитализацијата во Македонија, порталот услуги. Идејата е да се услугите кои ги имаме на хартиена форма во секоја општина, да може да биде дигитална форма, натре интегрирани во порталот. Да, сега зборуваме ова е државата што треба да направи, но дали може да се соработува еве со невладиниот сектор, бидејќи они веќе имаат развиено алатка која што ја подига комуникацијата на едно друго ниво. Вие ги гледате од аспект на давање на услуги, граѓаните да имаат пристап до нив, но овде гледаме дека да имаат комуникација со луѓето внатре, со жива комуникација. Возможно ли е соработка помеѓу еве една ваква апликација што се развива и се пилотира веќе 9 општини, рековте дека се 11 се извинувам, 2 скопски и 9 надвор од Скопје, 11 општини. Дали може како влада да размислите да интегрирате дел од нивните сознанија, начини на функционирање, бидејќи мене ми се види интересно ова што го прави невладиниот сектор. Ние како влада, поточно како министерство сме отворени за соработка и со невладини, и со владини, и со, како што напоменав, и со Европска унија. Секоја идеја е добродојдена. Значи секако фидбек за нашата работа, а и некои идеи за подобрување или за имплементација на нови идеи се добре дојдени. Јас со задоволство би прифатил да издискутираме каде може да се интегрира таа апликација во наш систем или наш систем во таа апликација.
Еве, која е целта до 2028 да се постигне? Рековте 4 столба, но мора да има нешто конкретно. Значи не може преку ноќ да се успее, не може да резултати преку ноќ, но кој себе зошто ја земам 2028, тоа е 4 годишниот мандат завршување на оваа влада, што би требало да добијат граѓаните од аспект на збориме за локална самоуправа, од услуги дигитални што ќе бидат поддржани од владата, односно од Министерството за дигитална трансформација. Буквално сите овие 4 столба сакаме целосно да ги имплементираме. Да имаме унифицирани веб страни, да имаме бесплатни Wi-Fi зони, имаме веќе 4 општини каде што се имплементирани тука во центар, на Боемска улица, на 2 плоштади. Тие се идеи на самата локална самоуправа. ЕДМС да биде целосно колку што може имплементиран во општините и хартијата да ја трниме од употреба, се да биде дигитализирано и сите услуги кои ги нудат општините да бидат интегрирани во националниот портал. Значи целосно имплементација на сите 4 столба. Да, овде ќе зборуваме, вие давате еве Wi-Fi, на пример, она што го збориме хардверски да може да бидат приклучени сето тоа, но проблем на денешното дигитално време не е толку технологијата, односно техниката и хардверот, колку што е содржината, контентот што би сакале модерно да речат, односно со што се полни и какви содржини има тука. Тука е Blink 42 и 21, околу содржината вие зборевте за апликацијата, мене ми е интересна, јас не ја инсталирав, бидејќи ја нема во мојата општина, веројатно не можам ни да инсталирам, не е достапна за нас што не сме во дел од општините каде што се пилотира, но ајде пред да навлеземе како може да соработувате преземање на податоци, на информации, дали може да станете вие контентот што ќе им го дадете на Министерството за дигитална трансформација. Кои беа најголемите предизвици со кои што се сретнавте во креирањето на оваа дигитална алатка и во спроведувањето на проектот? Да, на почеток е тоа што и колегата го спомна, успоставување на инфраструктура за нормална комуникација со граѓаните и собирање на податоци. Бидејќи станува збор за интеракција на жива платформа, многу беше битно сам почеток да се посвети внимание на делот на заштита на личните податоци. Особено затоа не ја отворивме оваа апликација секој граѓанин да може да ја користи, туку тие граѓани кои си живеат во рамки на општината. Регистрацијата е многу едноставна, со имейл адреса, име и презиме. Потоа тоа се инкриптира и се чува во сервер кој надвор од државата се со цел да ги заштитиме нивните податоци. Она што е интересно и она што е додадена вредност на оваа апликација, освен тоа што се гради доверба со општината, се развива дискусија, се чува на едно место дискусијата, е тоа што јавните службеници кои работат во општината преку админ панелот кој се овозможува преку заедница, во реално време ги прибираат податоците, односно собираат се она што се случува како дискусија на локално ниво. Значи им дава поделба по години, по старост, потоа кој тип на проблеми најчесто се пријавуваат, дали е тоа инфраструктура, животна средина, и така натаму, каде што во суштина им помага па на самите службеници да можат да ги презентираат овие податоци пред и совет и пред градоначалник, за да можат да влезат во некоја подолгорочна стратегија. Значи тоа е нашата поинт. Преку самата интеракција да се формираат приоритети на општините, на единиците на локалната самоуправа која се заснова на податоци. И со новата алатка која воведовме оваа година, јавни консултации, значи во реално време општините можат да го мерат јавното мислење за било кој тип на прашање. Дали тоа станува збор за годишниот буџет кој нели по закон мора да го консултираат на општинско ниво, дали тоа станува збор за фестивал, дали тоа станува збор за некоја услуга која треба да се дигитализира или услуга која можеби е дигитализирана, ама не се користи доволно од страна на општината, се со цел нели да имаме поактивна заедница. Значи ова буквално е комплементарно на тоа што и Министерството го работи. И добро што не се почнува од нула, значи таа инфраструктура ние ја имаме, ние со колегата си имаме и чуено, имаме и побарано и состанок. Нормално тоа оставено е после избори да се одржи таква некоја средба за да можеме и изворно да презентираме што го нудиме. Се плашам да не биде дупло трошење на ресурси, бидејќи вие работите едно како министерство, они работат нешто што е комплементарно, може вие ќе го почнете истото, зошто да се трошат ресурси. Ќе ви го поставам тоа прашање како вие ја гледате оваа работа, но морам да се задржам да не отиде мислата. Рековте собираат податоци, на пример, еве, јас ако сум дел од апликацијата утре, ќе знаат дека, на пример, 52 годишен маж, што живее во општина таа и таа, пријавил таков и таков проблем, се пожалил на тоа и тоа, или пријавил корупција, или не е битно, дали
ќе знаат дека станува збор за Горан Теменугов. Тоа беше едно од основните појдовни точки за заштита на личните податоци. Не. Значи тие податоци кои се собираат се само позадински и при самата пријава кога се отвори апликацијата, например, не знам, репортирате проблем дупка на улица. Значи можете да само да го пријавите проблемот, тоа се јавува во фидот на самата апликација. И јас како граѓанин, ако исто живееме на иста улица и ако користам апликацијата, немам потреба повторно да ја пријавувам. Многу работи интуитивно, како што ги користиме социјалните медиуми, со поддршка, со лајк или со цртичка, можам буквално да потврдам дека тој проблем постои. Она што е и што сакаме да го сработиме во иднина, да се воспостави тој систем на геолоцирање, каде што општината би имала интерактивна мапа и би можело да се видат кои се тие црвени точки на локално ниво каде што најмногу се пријавуваат проблемите. Но да се вратам и назад за админ панелот. Буквално она што го увидовме е потребата од поголем ангажман на јавната администрација на општинско ниво, да не го доживуваат дека работат дупла работа. Значи малце тука на овој менталитет треба да поработиме. Кажавте вие дека многу земји од Западен Балкан не поминуваат во овој дел, бидејќи само преку дигитализација и овој начин на работа може да се зголеми ефикасноста и ефективноста при самата работа и да го напуштиме тој тренд на принтање хартија 1 тон за исполнување на една одредена услуга. Ќе се вратиме на ова, мене многу ми интересира оваа апликација, ми ја презентиравте пред да почне подкастот, мене ми се гледа, е многу интересна, но доаѓаме до на прашање. Министерството важи за прилично отворено за соработка и според резултатите има најголем напредок во работењето. Мислам дека само Министерство за одбрана така добро исто така котира, добро котира од сите останати министерства во усогласување, пратење на трендовите, исполнување на европските стандарди, европските барања. Значи, вие важите за едно тие министерства, но гледаме дека се случува нешто на терен што е многу интересно. Колку вие ќе можете да имплементирате и вашите платформи што ги подготвувате се отворени за вакви, што се вика, содржини да бидат имплементирани. Значи, да вашата, она што се вика, структура, инфраструктура што ја градите, да биде отворена за некој што може да даде сериозен придонес на сето тоа. Самата основа на дигитализацијата на Македонија и на Министерството е интероп платформата, комуникација меѓу сервери, меѓу системи. Мислам дека дивната платформа би била идеална да се вклучи во интероп платформата, со тоа што автоматски би повлекувало податоци, би комуницирало со институции, како што напоменав, ЕДМС е веќе интегриран во неколку институции низ Македонија, што баш службеникот, таа дупла работа негова би ја заменила само ЕДМС, со неколку клика ќе се заврши една поплака или на барање, ќе се интегрира дигитално и фидбекот ќе се врати до апликацијата или до нас како институција или до засегнатата институција. Значи, интероп платформата, идејата на Министерството за дигитализација е основата и секој систем кој би сакал да се вклучи, кој со мали технички измени може да се вклучи, би бил идеален за тој екосистем да го развиеме. Така, да подсетам ова се на министерот што беше овде седеше, баш зборувавме но нашата поента тогаш беше трагедијата во Кочани и дека не се користи таа автопат на кој што треба да бидат институциите вклучени и да се вмрежат за да видат кој има лиценца, кој нема лиценца, кој ги избегнува врските. Тоа ни беше темата, но у суштина го отворивме прашањето на тој автопат, интероперабилноста што ја имате, што ја градите. Сакате да кажете дека тој автопат е отворен за вакви апликации, дека може да комуницира со сите институции дополнително, мислам позадински и да функционира дополнително поквалитетно во целото тоа. Да, тоа би било двострана заемна помош, ние за нив, тие за нас, и би било баш на тој автопат секој би можел да се приклучи со мали измени секако. Така? И би било од заемна помош и за сите, и општо и за граѓаните, а и ние како технички лица и
Со многу едноставно. Доаѓаме до го поставив прашањето за безбедноста, тука малце пак ја објасниме, рековте серверите податоците, но дали може некој да дзидне сепак дека станува збор за Горан Теменугов, колку на пример вашата платформа, значи што е Интероп, е безбедна во аспект на дека јас се жалам, дека јас имам некоја поплака или дека нешто пријавувам, дека нешто забележувам, колку е деперсонализирано сето тоа да стои поплаката, жалбата, но да не се знае дека доаѓа од мене. Чисто не дека јас би се криел, туку чисто да бидам сигурен дека нема утре некој да дојде да го продаде моето жалење и да го искористи или злоупотреби. Министерството во последниот период веќе донесе 4 закони кои се по предлог на Европска унија и се доближуваме до европските закони за електронски комуникации, за заштита на лични податоци, за Интероп, и сите наши платформи кои ги градиме се целосно заштитени по EU стандарди. Значи Интероп платформата е градена на многу слично од аспект на сајбер безбедност на англиската и на естонската, веќе имаме директна помош од двете влади. И целосно, значи сепак тоа останува на невладината или на техничките лица, како би го презентирале тој податок, дали би бил отворен или би бил тотално енкриптиран и нема да има како би дошол како анонимен податок до крајниот корисник. Така. Зборевме за апликацијава 11 општини ја користат. Колку е деперсонализирана сето тоа, дали може да ми се влезе мене во трак и, например, еве, знаеме дека државите, владите сакаат, не државите, се извинувам, да имаат супер контрола на своето гласачко тело, некоја влада може би ќе сака да злоупотреби некој податок за да контролира, првин ќе ни каже дека тоа е за наше добро, но се што е за наше добро потоа се претвара во малце не толку за наше добро, така што колку, например, еве 11 општини, граѓани од 11 општини се заштитени од било какво влијание општинско, централно, па дури и некој криминално влијание. Ова е, мислам, и не само во наш контекст, во поширок контекст најгорливото прашање кога станува збор за дигитални платформи, бидејќи вие како граѓани кога креирате профил давате своја имейл адреса. Кога комуницирате со службеникот и пријавувате проблем, во панелот ве дава име и презиме, пријава, слика ако атачирате, се со цел да може службеникот да ја продолжи комуникацијата со вас. Но податокот позадински што се собира, се криптира и агрегира како збирен податок, да речеме за таа година што било приоритет, која дискусија било, колку општинските службеници биле најактивни или не биле активни, кога отварале или затварале проблеми, пријави кои ги даваат граѓаните, така да многу е водено в сметка за овај дел да не се преклопува. Бидејќи целта е да отвориме канал каде што вие безбедно би се чувствувале да искомуницирате со службеникот кој е заложен за прашањето кој сте го пријавиле, да ви врати, да ви одговори и буквално вие да можете да знаете дека тој проблем е исполнет. Но за наша среќа, значи ви кажувам 7-8 година поред се имплементира оваа апликација, досега не сме имале забелешка за овој дел. Граѓаните се отворени да комуницираат директно со општината, но треба ова го врзувам директно и со таа дигитална и податочна писменост. Едното со другото мислам дека е многу битна работа. Така, ќе зборуваме за тоа, ќе зборуваме што прави централната власт за дигитално описменување. Мене многу ме радува што повозрасната генерација, веќе сум ја во возрастната генерација, но зборувам веќе за повозрастна генерација плюс 65 години, користат дигитални алатки, користат мобилен телефон, сурфаат, знаат да користат и банкинг, значи се снаоѓаат веќе релативно добро, не зборувам за помладите генерации што се родени без малце, што викаме со телефон, но ќе дојдеме во вториот дел од подкастот, во втората третина, ќе зборуваме за можноста за намалување на корупцијата преку оваа дигитална алатка или други дигитални алатки, но време е сега за првиот блок на реклами за нашите пријатели кои што возможуваат да создаваме вакви содржини и да не се грижиме што зборуваме, како зборуваме, туку да даваме содржини кои се од јавен интерес. Останете со нас, се враќаме после кусата пауза. Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака.
Брилиант. Твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус, како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Да, се враќаме во подкастов, втора третина од оваа епизода. Во него учествуваат Александар Јовановски, Блинк 4221, невладина организација. Зборувавме за една дигитална убава алатка која овозможува на граѓаните да имаат непосредна директна комуникација со општинската професионална администрација, не со избраните членови на општинскиот совет и градоначалникот, туку токму со администрацијата. И исто така со нас е Иван Илиоски, советник на министерот Стефан Андоновски, односно советник во Министерството за дигитална трансформација. Значи, тука продолжуваме со муабетот, зборувавме за интероперабилноста, за можностите за соработка на владиниот сектор, за заштитата на граѓаните при комуникација преку алатката М-заедница, но доаѓаме до нешто што мене ме интересира, господине Јовановски, дали може преку алатката да се пријави корупција и кои се очекувањата вас како невладена организација за намалување на корупцијата преку вакви дигитални алатки? Она што самата премиса е дека фактички самиот процес на дигитализација директно влијае на намалување на корупцијата, особено на локално ниво, бидејќи кога овозможувате тоа да се случува дигитално и елиминирате субјективни фактори при процесирање на одредени барања, одобрување и така натаму, дека тој фактор фактички директно влијае за намалување на корупцијата, бидејќи човечкиот фактор сепак се става во некој си контекст на контрола. Како што го отворив мојот разговор, бидејќи ние 2 години интензивно во рамки на еден друг проект, не е ни битно, работиме на мониторирање на заедниците, самиот процес на дигитализација и намалување на тој фактор директно влијае за намалување на таа некоја појдовна корупција, бидејќи, како што напоменав, тоа изискува кај општинските службеници да бидат поотворени, потранспарентни и тој процес да се случува побрзо. Да не се става предмет во фиока, да не јас како Александар решавам да овај предмет го процесирам, овај не го процесирам, туку тоа да се стави во на еден убав пат за сето тоа да следи логично и податоците покажуваат дека се намалува, дека дигитализирањето на услугите води кон отвореност, зголемена транспарентност и со тоа намалување на корупцијата. Иако ценам дека тоа ние како невладина не можеме нели да го дадеме на централно ниво, тоа бара буквално вклучување на сите страни во оваа борба. За централната власт како тоа ќе го изведи. Но нашата теза е дека токму преку дигитализација може директно да се влијае врз намалување на корупцијата на локално ниво. Отвори прашањето што ќе треба за господинот Илиоски, но пред да преминам со него да одговори на се ово и како ќе го осмисла целиот процес, ме интересира нешто друго. Колку администрацијата е волна да соработува и да применува вакви дигитални алатки, бидејќи на крајот од денот не е во корист да биде толку транспарентна ако сака да прави шешбеш комбинации што се. Тоа ни е неголемиот проблем со кој се соочи. Предизвик, ајбе не би рекол проблем. Тоа е говорот што го зборев баш на берза, кај што избегнуваме да збориме проблеми, зборот проблеми, предизвик бидејќи се мисли дека ако општината се отвори на ваков тип, преку ваква апликација, дека граѓаните би се фокусирале повеќе на проблемите, отколку, како што кажавте и вие, понуда на решение и понуда на конкретни мерки што можат да бидат преземени. Сепак зависи од политичката волја. Да, некога кога презентираме ова платформа пред општината, ние го презентираме секако пред градоначалникот и пред, ако сакат, некои членови на советот, бидејќи склучуваме и договор за користење, бидејќи сите овие податоци, сите тоа што се случува,
фактички со овие податоци раководи општината. Значи ние ја даваме платформата на користење на самата општина и тоа, значи штом се стави подпис на тој договор, се очекува дека има некоја политичка волја. Тоа морам да нагласам, политичката волја има директно влијание врз тоа како се користи општината и дали навистина работи за намалување на корупцијата, и тоа се покажува преку нашите индикатори. Сега доаѓаме до господинот Илиовски, вие сте советник за политичка волја, не знам дали ќе биде коректно да ве прашам, бидејќи тоа на политичарите го оставаме, но проценувате ли дека има, ајде да речеме, некаква волја да се делува во намалување на корупцијата и за преку дигитализацијата? Дали го гледате овој процес како можност за намалување на корупцијата и дека сте фокусирани на една од целите да ви биде токму тоа? Самиот министер во неколку пати нагласи дека дигитализацијата е прв чекор и многу голем чекор за намалување на корупцијата. Колегата исто така нагласи концептот на дигитализација да се намали човечкиот фактор и таа е можност да некој влијае врз некој проблем или врз некој најобичен документ. Дигитализацијата се основа на метадата, каде што секој податок си има логови, timestamps, значи временски кога бил испроцесиран, колку време стои во фиока, и едноставно сите наши платформи имат и нотификации и логови и со цел да се намали таа корупција, која спомнавте, и да може да живееме во едно многу нормално дигитализирано општество, каде што интеракцијата ќе биде само за решавање на ситуации и проблеми кои ги има. Кој ќе го води процесот на обука и на соработка со локалната администрација, бидејќи ова ќе биде сериозен процес. Не зборуваме сега повторно сега да едно е хардверски да се реши, да го решите тоа со софтвер, хардвер, да го спакувате супер да биде, но друго е сега да биде тоа со содржини полно, кај што гледаме дека може и надворешни содржини да учествуваат во таа интероп платформа, но доаѓаме и до човечкиот фактор. Треба тоа да се примени. Сето ова да дојде човекот да го сепак да го стисне копчето, да го внесе барањето, да направи нешто што ќе биде одобрено, неодобрено, да учествува во работата на таа алатка. Кој ќе го прави сето тоа? Дали централна власт ќе оставите на општините, дали ќе биде обуките, подготовките на локалната власт диктирано централната? Како планирате тоа да го изведете? Резултатите се многу очигледни дека Македонија е спремна за дигитализација, независно од возраста на граѓаните. Многу пластично би сакал да ви кажам дека претходно на порталот e-услуги имавме 80 услуги, моментално имаме 197 и 30 се веќе во процес на дигитализација, односно на имплементација. Или, уште посликовито, претходно имавме 1200 понесени барања месечно, а сега имаме 16616 месечно. Тоа е 10-кратно зголемување. Народ во Македонија е спремен за дигитализација, сепак има предизвици, има кочници, од аспект на старосна граница, од аспект на IT инфраструктура, но, како што напоменав, со овие 4 столба ние кои ги туркаме кон општеството за дигитализација на општините, од нас е 100% подкрепени. Дали во аспект на обуки, бидејќи имаме како министерство имаме во 12 градови ЕТУ центри кои помагаат при дигитализација на општините и на самата платформа, и општо како проекти со конфинансирање од Европска унија или со донатори, не само за обуките за граѓаните, општо и за обуките и кон администрацијата, бидејќи, како што кажа колегата, тој е еден голем предизвик. Бидејќи на секој кој би му променил начинот на работа осеќа одбивност. Иако е за негово добро и за побрзо, тој ќе си заврши побрзо работата, почиста работа, сепак има некоја одбивност, но морам да напоменам дека дигитализацијата и имплементацијата на ова дигитално општество оди со многу добро темпо.
рековте одбивност, ќе се постигне ли, например, целите до 2028, ги гледаме кои ви се вашите цели 4 столби имате, но дали ќе се успее таа бариера на одбивност? Во неколку наврати, овде професорот Борче Треновски, кога правевме муабет, мислам, констатиравме дека сите зборуваме за реформи, но реформите кои ќе дојдат до нас, односно, а секоја реформа боли, тогаш сите сме веднаш застанува секоја реформа, бидејќи не сакаме да жртвуваме ни минимум од нашата она што се вика комфорт зона, да напуштиме нешто, да трпиме краткотрајни нелагодности, за да утре да имаме поефикасен и подобар систем. Едноставно не сакаме да влегуваме во нешто што се вика надвор од нашата рутина. Дали сметате дека администрацијата, зборуваме за онаа професионална администрација, ќе биде подготвена до 2028 година да ги следи вашите чекори? Јас сум математичар и по бројките јас сметам дека дигитализацијата е на многу добар пат и целосно би ја имплементирале до 28. Сепак, ние како министерство водиме некоја позитивна кампања на дигитализација, да доближиме таа дигитализација и што значи дигитализацијата до обичниот граѓанин, до административецот, а и до политичарот. И до сега фидбекот е во голема мера позитивен. И сметам дека, како што напоменав, Македонија е спремна за дигитализација и се движиме на правиот пат. Да, за малце за едукацијата ќе зборуваме на крајот од емисијата, односно во третата третина, односно за дигиталната писменост што ни треба, што и даточна, како рековте, податочна писменост. Ќе зборуваме како можеме да се движиме и кои решенија да ги најдеме, но сега би сакал господине Јовановски на една друга тема што исто така ме интересира, зборуваме дека постои апликацијата, се користи во 11 општини, каде може да се развива, кои се вашите погледи, што може да се додава на нејзе, односно да се шири, бидејќи во дигиталниот свет дефинитивно само небото е граница, може би ни небото не може да надворот што сакаме можеме да правиме, колку што имаме идеја, колку што имаме фантазија, генерално можеме да направиме што сакаме во дигиталниот, во тој бинарен свет. Каде сакате да се насочите во иднина во оваа поле? Апсолутно се согласувам и тоа, значи дигитализацијата е неизбежна. Значи треба да го сватиме тоа дека е факт на модерното постоење и модерно управување, особено дали било на централно и на локално ниво. Јас знам дека Министерството за дигитализација се соочува со проблеми, дека дел од тие надлежности се Министерство за локална самоуправа. И мислам дека преку Советот, ако добро се постави тој дел, дека може да се влијае врз работата на општината, бидејќи видите граѓаните кога пријавуваат, не пријавуваат некои работи кои се невозможни или се научна фантастика. Буквално работи кои се дел од нивното секојдневно живење. Дали тоа било отпад, дали тоа било инфраструктура, дали тоа било скршена светилка, значи буквално се тие реални проблеми. И тоа општинската администрација би требало да го свати. Не тоа тука најмногу се бориме со општинарите и тука мора да спомнеме дека вештачката интелигенција може да игра огромна улога. И тоа е нешто што би сакале да го воведиме исто во делот на админ панелот. При обработка на податоците, барем дел од информациите кои првично се даваат на граѓаните да бидат автоматизирани преку вештачка интелигенција. Видете, многу е битно. И при градење на доверба. Само општинскиот службеник да признае дека е добил вашата порака. Само да напишат: да, ви благодариме, вашиот предлог или вашиот проблем е примен. И нормално да има рокови кога доколку треба да се одговори, а да не се чека една година да се изреагира дали нешто е план на општината или не. Тогаш е пропуст на администрацијата и може да се ме гледате, значи тука е најголемиот кочник, бидејќи мислат дека ако не се изреализира нешто за 5 дена, дека тоа најнаш може да стане национална вест. Не. Само и нашата работа го покажува тоа. И вие да одговорите, да кажете: еве, например, општина Карпуш, ова не е во наша надлежност, ова е во надлежност на град Скопје, бидејќи малку Скопје е покомплициран. Само да го кажете тоа, веднаш граѓанинот знае дека вие сте седнали, сте ја прочитале него. Сте му посветили внимание. Толку е. Понатаму, значи второто ниво е тоа што и колегата го кажа, мораме да се пазиме на роковите кои си ги задаваме. Значи не може да се чека еден месец, да го игнорирате едно како да кажам, барање или поплака на граѓанин кој е од суштинско
битисување во самата општина. Значи, мислам, тие може би ви звучат ситници, Не, сега но ќе- тоа го променува менталитетот и нас како граѓани, и потоа општинска администрација, бидејќи тоа па директно води кон користење на дигитални алатки. Да, Ја ако знам дека Иван има да ми ја прочита пораката и дека ќе ми одговори, тоаш ја нема да одам кај него на шалтер или во канцеларија. Туку таа комуникација нормално ќе се стави во некој си систем. Ме подсетивте на нешто во минатото, кога беше градоначалник Коце Трајановски. Знам дека вработуваше лица, ние нели се буневме зошто ги вработува, но тој ги вработуваше, мислам дека беа од за загрозени семејства, што нема соодветно образование, потекнува и од ајде да речеме од семејства кои што се дисфункционални или нема семејства, значи од различен тип ги вработуваше и ние се буневме како новинари, но у суштина што правеше он? Така и испадна. Ги тераше да одат низ Скопје, низ општините да ги гледаат бандерите секоја вечер и забележува, бидејќи тогаш беа обележена прв пат, веќе не се обележуваат, да забележуваат која свети, која не свети. Тој пример го знаеме сите, да. Значи, тоа е тоа. Да, ама тоа е тоа. Тоа е тоа. Пазите, се вработуваа луѓе за да одат да ги бележат бандерите која свети не свети, и стварно имаше многу малце што не свети, а бидејќи јас во мојата населба гледав луѓе навечер како си одат и си ги бележат бројката 3869 не свети и го дава. Сега тоа ќе се направи во суштина со дигитализацијата. Многу лесно. У суштина ние ќе бидеме Ние инспекторите, ние ќе бидеме Да, луѓето да. што само треба администрацијата тоа да го прифати. Подобро тие лица да бидат ставени во служба на инспекторатот, да можат да го решаваат тој проблем, него да одат и да сменат. бројат бандери. Так. Значи за тоа, мислам, имаме са такви дигитални алатки, толку технологијата е отиде на напред и мислам дека како општество треба да ја запознаеме таа вредност на јавна технологија која ја кажуваме. Значи се тоа е за јавно добро. И ние би биле и радосни ако некоја општина каже не мора да не кажуваат никако организација, само да ја користат платформата. Бидејќи тоа не само што го подобрува начинот на комуникација, туку го подобрува процесот на носење на одлуки на самата општина која се базира на податоци кои ги дале самите граѓани. Значи отколку да одат и да бројат Да, и но да тука бројат доаѓаме до бандери. она централно прашање, исто така со професорот Борче Треновски овде, која почнавме серијата за локални избори, зборевме за економските параметри на општините, и он има и спроведувано многу обуки со советници. Има парадокс во Македонија, додека си на власт си за проектот, кога си во опозиција си против, но кога опозицијата станува власт, до вчера била против, станува пак за проектот, вика сега ќе го спроведеме, но до вчерашната власт од аспект на опозиција вика не за истиот проект што како власт сакала да го спроведе, и одговорот на сите советници бил не сакаме нашиот политички противник да биде ефикасен, односно не сакаме да постигне никакви резултати. Сега доаѓаме до централното прашање, како вие како централна власт ќе ги натерате општинските совети да бидат кооперативни и градоначалници да бидат кооперативни и да се дигитализираат, да ја поттикнат дигитализацијата и да даваат одговори во реално време, да ја натераат администрацијата да функционира, бидејќи сепак за вакви крупни работи веројатно ќе треба и општински консензус и не ќе може една партија да рече да нема блокади од другата и сето тоа. Ќе успеете ли да постигнете таков консензус дека ќе мора да се дигитализират? Како што напоменав, позитивниот фидбек кој го добиваме многу брзо се шири. Бесплатните Wi-Fi зони веќе се имплементирани во неколку општини во Македонија. На почеток аплицира околу 60 до 70%, но кога видува дека е сериозен проект, дека со сериозен пристап, дека министерството се вложува и имплементирано е во Гевгелија, Радовиш, во центар, значи општини кои имаат различни политички позадини, моментално имаме апликација 95% од општините, значи горе-долу. Значи, како што напоменав, позитивата кон дигитализацијата многу брзо се шири и веќе вродува со плод. И кон нас и кон општините. Едноставно имаше неколку коментари на самиот портал. Тие коментари беа за журирање на самиот портал, за подобрување на самиот портал и во најбрз можен рок бе имплементиран на порталот. Едноставно луѓето почнаа да коментираат ова е добро, ова е добро, ова е добро и тој збор позитивен веќе влие на дигитализацијата. Јас сметам дека политиката нема да влијае толку многу колку што влијае позитивниот збор и добриот фидбек, бидејќи луѓето секој ден се со телефонот в рака, имаат e-банкинг апликација за такси, за се и се што. И ова е само еден чекор плюс
кон тој екосистем за една целина да имаме. За една целина. Да. Се соочувате ли проблем со преминување од хартиена во дигитална форма на документите? Бидејќи тоа кај нас ќе биде сериозен проблем, бидејќи хартиената форма баш не е средена, и сега таа хартиена форма треба да се префрли во дигитална, но и да се има и архива, и база на податоци, и сето тоа. Тоа не е мала позадинска работа. Како се одвива тоа, бидејќи тоа ќе ваквата миграција ќе треба да зависи квалитетот на услугите што ќе ги даваат службениците во дигиталниот свет, треба да имаат веќе сериозна подготовка. Како ви се одвива таа транзиција, тоа префрлање? Технички тоа е најголемиот предизвик. Нашите архиви, нашите документации, процесот е прво да го најдиш, да го разлисташ, да го скенираш или да го внесиш системски. Тој процес е подолг, да, но со добри насоки кон администрацијата, со наша помош, веќе работиме, како што напоменав, ето центрите помагаат околу тоа. Дигитализацијата, односно преминувањето од хартија во метадата, оди со добро темпо. Ние како министерство не очекувавме толку позитивен фидбек и толку брзо темпо на дигитализација, но ова е сериозен чекор и како што напоменав, луѓето во Македонија се спремни за дигитализација и враќаат, ние кога му даваме опција, сигурна опција, структурирана опција, тие веќе враќаат со позитивен фидбек и нивното го прават за да може да придонесат во тој цел процес. Зборуваме за локалната самоуправа, се дигитализира или на централно ниво, бидејќи да ги разграничиме, значи има добри показатели кај локалната самоуправа? Да, веќе почнавме, како што напоменав, Wi-Fi зоните од 60% што аплицирале, но веќе 90% за хартиената форма, да, веќе почнавме со дигитализација, со веб страните, значи концептот за веб страните е веќе усогласен. ДМС веќе има апликација од некои локални институции и од сами општини за да се интегрира ДМС, но фидбекот првичниот е од националните институции. Така да мора да биде предизвик. Јас сакам да зборам проблем за да се натераат општините да се дигитализираат, но за тоа во некоја наредна прилика сега е време за втората пауза за нашите пријатели на подкастов и ќе се вратиме со онаа дигитална писменост, што треба да направиме, како да се влие за да можеме да искористиме максимумот дигитализацијата и да го фатиме чекорот со земјите од регионот, па зашто не и со земјите од светот. Значи време е за втората пауза, се враќаме за да финишираме со третата третина од подкастот после таа пауза. Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот, тема ни е дигитализација на општините, зборувавме до сега за една многу интересна алатка што се применува во 11 општини, што мене многу ми е интересна бидејќи ги доближува граѓаните до функционирањето на општините, односно до функционирањето и работењето на професионалната општинска администрација. Таа алатка, за жал ја немам бидејќи мојата општина не е дел од овој пилот проект, но се надевам дека таа ќе заживее во сите 80 општини плюс град Скопје, па ќе имаме можноста директно да комуницираме со администрацијата и да ги завршуваме што се вика преку телефон нашите обврски, па да пријавиме проблем, па да земеме некоја дозвола и да знаеме дали ни е одговорено или не ни е одговорено, а исто така зборувавме и што може централната власт да направи за да го забрза целиот процес и дали може оваа алатка да ја примени во својата инфраструктура што ја гради, што забрзано ја гради. Да не должам повеќе, да потсетам само кои ни се со нас во епизодиве,
Иван Илиоски, советник на министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, тој е од мојата лева страна, и Александар Јовановски од невладината Блинк 4221, кој што појаснивме дека 4221 координатите на Македонија, и тоа ми стана имена јасно со овој подкаст, но ајде да финишираме со она што мислам дека ќе биде сериозен предизвик во наредниот период. Едно е техничкиот, друго е апликациите, па како сето тоа да се инкорпорира за да се направи некоја соработка, но што правиме со дигиталната наобразба, образование, писменост, ние имаме сериозни проблеми со медиумска писменост, например, не знаеме да адекватно да читаме вести, да приемаме информации. Исто така имаме со елементарна писменост во основните и средните училишта, многу лошо стоиме на ПИСА, а сега зборуваме за дигитална писменост, што според мене е некој напредена ниво што треба да се постигне. Ајде ќе почнам со господинот Јовановски, што треба да направиме за да дојдеме до некоја дигитална писменост, каде што ќе можеме да ги користиме алатките и да знаеме како најдобро да ги користиме. Тоа е најголемиот предизвик според нас и според мене, особено имајќи предвид дека овие 2 години директно со сите овие општини работевме на терен со граѓаните со општината, да увидиме каде фактички е најголемиот проблем кога станува збор за користење на дигиталните алатки. Знам дека Министерството за дигитализација не може без проблеми самостојно да го реши, значи тука бара промена на цел образовен систем, и дека ова се учи нешто од сам почеток. Треба луѓето се чувствуваат удобни дека како да ги користат, но сепак како да се заштитат. Дека овој муабет го почнавме буквално со заштита на лични податоци, но треба да работиме не само да знаеме како да управуваме со социјални медиуми, но како да се заштитиме себеси во дигиталниот простор и да имаме доверба во она што се нуди како содржина. Бидејќи како општество сме малку скептични кога станува збор за дигитални услуги, го сакаме тој директен контакт со шалтерот, со општинскиот службеник, и тоа бара работа со сите заинтересирани страни. Пример би го покажал Кочани, пред несреќата работевме исто на друг проект, каде што буквално се сретавме со сите страти кои се на општинско ниво. Бидејќи видите, дигитална услуга е една што треба да ориентирате према млади. Према млади други се интересите. Што станува со руралните средини околу општината, бидејќи тие треба да бидат вклучени. Бидејќи како што напоменавме, технологијата толку брзо се развива, бидејќи не сакаме општество каде што еден дел тера напред, а друг дел целно го запоставуваме и не го вклучуваме во тој тренд, и особено и вие го спомнавте што станува збор со тие заедници кои немаат пристап до овие алатки. Тоа мислам е добро што државата има слух за овие работи, да направи сеопфатна стратегија за вклучување на сите, но работата на терен е од исклучителна важност. Дали тоа преку обука, директна работа со општинските службеници, ние овие колеги кои ни работат на заедница, имаат неколку контакт точки кои се редовно во комуникација со нас, и на неколку месеци правиме обука. Значи го отвараме дали нешто не е јасно, што не е јасно, дали има некои технички проблеми, нема проблем. И штом еднаш се совлада, тие сами после бараат и обуки, бараат и да не видат, бараат, пошто гледат дека олеснува работата. Значи штом се надмине тој, јас се отвара многу голем простор за соработка, но тука едукацијата. И то не само од невладин сектор, државна стратегија за овој дел, и потоа да се прикаже дека ова не е дополнителна екстра работа, туку напротив може само да влијае на подобрување на нивната работа и податочната писменост, што правиме со тие податоци. Не само да ги собереме, туку како ги анализираме, како утврдуваме приоритети, како можеме да ја подобриме работата и на единицата на локалната самоуправа, да кога ги утврдува и буџетот и стратегијата за наредната година, наредниот период, тоа да го базира врз реалните потреби на граѓаните, и тоа е, да ви одговорам, тоа го надминува секој политички јас. Дека секој градоначалник и секој советник може да каже, овие се приоритетите кои се собрани. И фактички се намалува и тоа ниво на локална политичка манипулација во тој сегмент. Така, тоа значи како државата може да помогне во оваа едукација? Имате ли план, бидејќи кажавме, едно е да создадете вие онаа инфраструктура, да создадете и алатки, но тоа да треба да има корисници кои што знаат да ги користат, како што се во администрацијата, државна, локална, но така и граѓаните. Имате ли вие план како министерство како да влијаете на едукативниот процес, да бидат
повозрастните генерации едуцирани, новите генерации да бидат исто така едуцирани, но да биде тоа дисперзирано на ниво на цела држава, бидејќи убаво забележа имаме региони кои што се дигитално писмени, но има региони кои што имаат потешка достапност до дигитализацијата и не се толку вични, например руралните. Имате ли некаков план? Бидејќи како што напоменавте на почетокот, ние бевме на ното на Европа во дигитализација, правиме крупни чекори првично за хардвер и софтвер. Мора да го имаме тој хардвер и софтвер за да може ние да вршиме обуки или да образоваме лица за да работат на истиот. Значи приоритет на министерството и на државата беше да направиме крупни чекори во тој дел, за да може веќе во втората половина да се фокусираме на обуки, на дигитална свесност на граѓаните, а и на самите административци. Иако во последниот период министерството веќе одржа неколку јавни расправи за самиот портал, за што треба ние како министерство да ни се некои цели или некои идеи за подобрување на нашиот пат, дигитален пат. И како што напоменав, многу е важно основата. Основата Македонија ја има за дигитализација, но во соработка со невладини, во соработка со самите граѓани, го слушаме гласот на невладините, на граѓаните, на техничките лица, на образовните структури и кадри, и веќе втор чекор на министерството ќе биде таа дигитална писменост и работа со граѓаните. Да, интересно е сега, повторно се враќаме провеува низ целиот подкаст една работа, имаме релативно негативни искуства кога централната власт сака да соработува со невладиниот сектор, го доживуваат како ако не сте ајде наши или некако блиску до нас, не ве сакаме, односно гледаат од еден аспект ќе ни се мешкате сега вие во нашите тајни, ќе влезете во нашиот двор, не ве пуштаме, убаво е да ве слушнеме за пред меѓународна јавност што имате да кажете, но конкретно реално нешто нема да спроведеме. Колку Министерството за дигитална трансформација е отворено за соработка со невладиниот сектор на сите полиња, бидејќи владите знаат да се затворат во тој поглед. Колку вие сте отворени, бидејќи гледаме какви алатки, какви можности пружа, што државата не ги направила до сега, но они одат еден чекор што е многу квалитетен за директна комуникација помеѓу администрацијата и граѓаните. Не само министерството, и самиот министер е отворен за секаков вид на фидбек. До сега се било слушано и послушано. Сепак има работни групи, се формирале работни групи, дали таа идеја е основана, дали треба да се имплементира сега, дали треба да се видеоизмени па да се имплементира подоцна, и секаков вид на фидбек што стигнал до нас е разгледан. Во најмала рака е разгледан. Голем дел имплементиран. Преге напоменав дека 80% од предлозите на самиот портал веќе ги имаме имплементирано во порталот. Значи тоа е гласот дали граѓанин, само граѓанин дел од НВО или граѓанин дел од администрација, тоа е небитно, веќе тој за нас е граѓанин, тоа е негово мислење и тоа сакаме ние да го имплементираме и сакаме да го подобриме општо и како министерство, а и како влада. Така. Дојдеме пред крајот, пред да финиширам со вас, морам да се задржам на нешто што помина и мислам да јас сакам цел подкаст да правам на таа тема, бидејќи реков дигитализацијата мене ме фасцинира не од аспект на дека е нешто чудо што не го разбирам, туку ме фасцинира од аспект дека може да ја намали корупцијата. Јас како новинари, како подкаст се трудиме да дадеме придонес во јавниот простор за теми што се од јавен интерес, за според мене борбата против корупцијата на сите нивоа е од централните теми. Помина дигиталниот самит, не го обработив, за жал влегов во, ајде да речеме за локалните избори, сакав да дадам поглед од мој аспект, значи малце економија, малце политика, малце дигитализација, како што се зборуваме, би се навратиле што беа основните цели на тој дигитален самит и кои се основните заклучоци, значи еден сублимат на тоа што се случуваше во Скопје во тие 2 дена. Дигиталниот самит беше збир на повеќе сфери, на експерти од IT сферата, на академски граѓани и на политичари. Од локални, Западен Балкан, а имавме многу гости од Европска унија. Како цел беше
да се разгледат можностите за дигитализација на Македонија, да видиме каде може да се подобриме ние, општо и на земјите Западниот Балкан, бидејќи беше West Balkan Digital Summit. Пред да почне самитот, јас имав гостување на МТВ и најавив една многу добра идеја на министерот, односно многу добар проект, национален проект, кој министерот го најави на самиот самит, апликацијата Ма услуги, буквално Македонија на дланка, значи дигитален паричник, лична карта, сите овие голем дел од овие услуги кои се секојдневно ги користиме, ни требаат во секојдневието, да ги имаме на самиот мобилен телефон. Апликацијата е во тест фаза, ќе биде имплементирана во најбрз можен рок. И втора точка, тоа беше локално, и втора точка околу Македонија и Европска унија, најавивме дека Македонија ќе чекори многу брзо кон roaming like at home. Тоа е roaming во Европа и македонските граѓани се надевам во 2026 ќе можат веќе да користат услугите исто како дома по странство. Добро. Ви благодарам за овој дел од муабетот. Господине Јовановски, со вас ќе финиширам за едно прашање што мислам дека лебди цело време го одговараме, но сакам директно да го кажеме. Дали на крајот од ваквата дигитализација или, например, ако се прошири, се надевам дека ќе се прошири вашата алатка или некоја слична алатка, поусовршена ќе имаме на пазарот, што се вика, и ќе ги опфати сите 80 општини и град Скопје, ќе имаме поголема ли контрола врз политичарите? Дефинитивно. Значи тоа се покажува со овие нови алатки дека се стеснува тој простор да се манипулира со она што значи пријава и ангажираност со граѓани. Ние исто така само што го сработивме, треба да го применуваме и тука министерството исто сакаме да го запознаеме. Употреба на вештачка интелигенција при проверка на јавни набавки на локално ниво. Работиме со 3 пилот општини, Штип, Валандово и Аеродром. И тоа е уште во сама фаза кога државниот службеник ќе подготвува тендерската документација, да искористи таа база што ја направивме преку 70.000 јавни набавки, да провери дали е во согласност со закон и да може да се интервенира преку пат на учење, кога се подготвува таа документација да е во согласност со закон. Овие алатки буквално придонесуваат кон ова, бидејќи кога овие софтвери за кои дискутираме дигаат црвени знамени уште на сам почеток, се гледа дека тоа што се подготвува, дека нешто не е како што треба. И овој принцип на работа сакаме да го споиме исто и со заедница, да можат и советниците, и службениците, кога станува збор за комуникација со граѓаните, да може да дига црвени знаменца таму каде што има потенцијал од некоја корупција. Пак нели запазиме позитивниот тон, да се спречат неправилности во таа фаза кога се подготвува нешто, се со цел намалување на овие трендови во државата. Сите знаеме дека ова е најголем проблем за кој сите граѓани во државата кажуваат дека се соочуваат и на локално и на централно ниво, и сите овие механизми за кои дискутираме денес можат директно да придонесат да се намалат и со тоа да ги направат политичарите поотворени и поодговорни кон нивниот електорат и со тоа да можат да настапат пред наредни избори и така натаму. Така, да не забораваме, соседна Албанија воведе вештачка интелигенција министерка поточно, која што ќе одлучува за јавните набавки, значи за тендерите. Тоа беше вест, се обидуваат сега да им ја урнат на Уставен суд, колку што знам, таа одлука да се воспостави министерка која што е базирана на вештачка интелигенција. Веројатно тука има различни бизнис интереси, не само политички, па сакаат да го урнат сето тоа. Колку ние сме подготвени како општество нешто вакво да направиме со вештачка интелигенција, да почнеме да ги решаваме тесните грла. Имаме ли ние некоја идеја околу тоа? Како што напоменав, ние бевме многу назад и бевме на самото дно. Прво мора да почнеме со основните работи, хардвер и софтвер за основни цели за дигитализација на државата, а потоа веќе да размислуваме и за AI. AI како концепт е разгледан многу пати од страна на министерот, има идеи, но би го оставил за втората фаза на процесот на дигитализација на Македонија, бидејќи се движиме на некој добар пат и AI е вториот чекор
според нас. Вториот чекор, да, значи ќе почекаме, но добро, мора да се почне од некаде. Нема резултати преку ноќ, тоа мораме да бидеме свесни. Веќе сме тука некаде при крајот на овој подкаст. Финален збор, господине Јовановски. Значи, што може да очекуваме на локално ниво во догледно време, ваши предвидувања, значи во поглед на дигитализацијата и колку таа би заживеела, и очекувате ли после, например, едно вакво јавно презентирање, пошироко презентирање во јавноста, да има поголем интерес во општините и имате ли капацитет да ги спроведете тоа, например, на 80 општини и град Скопје? Видете, како што знае колегата, дигитализација и технологија не е ефтина работа. И затоа треба буквално синергија и соработка и невладин сектор, бизнис заедница, ја забораваме често пати, јавно-приватно партнерство, инвестиција од самите општини да ја одржуваат и да ја имаат оваа апликација. Нашата цел, нормално ги почекаме малку изборите, да се надевам дека нема да предизвикуваат, барем да предизвикуваат промена на тие соработници кои ги имаме. Зато и ова го правиме за да знаат Да. сега во предизборието дека не е тоа така едноставно, не се борат за улици за биде градот чист или општината чисто, тука да има и нешто што треба да го размислуваат малку и подалеку. Затоа и ја правиме емисија меѓу Сакаме малку подлабоко да ги зголемиме нашите корисници во овие 11 општини. Секако ние соработуваме со други партнери, други донатори кои исто изразија интерес дека сакаат да го пилотираат и да го тестираат ова во нивните општини. Наредно е пак да почекаме да завршат изборите, да го испрезентираме ова на малку поширок формат, да видиме како можеме и ние да надградиме нешто, за нешто што веќе ви информираме, сакаме да го воведеме делот на AI, особено позадинскиот дел кога станува збор за админ панелот и нормално тоа да го ставиме во контекст и на градење на капацитетите на администрацијата да може да го користи, и ме радува фактот, бидејќи ако прашат и општините, да, поголемите општини можеби го немаат тој проблем, општина Аеродром, но се соочуваат со базични проблеми, хардвер. Значи има компјутер можеби кој е малце позастарен, има компјутер кој не поддржува толку брзо работење, а овие технологии, како што напоменавме, толку брзо се развиваат што сепак бара здрава инфраструктура, здрава IT инфраструктура да може да го олесни овој процес, иако оваа алатка и мезедница не бара назначување на техничко лице. Буквално секој од нас со креденшал, со логин може да влезе, толку интуитивен е, толку е лесен за користење, што ако и се случи проблем, тие ни се јавуваат нас, бидејќи ние сме собственици на емзеници, ние интервенираме во тој дел. Значи не бара ни некој преголемо IT познавање за работење на алатките. И тоа е многу битно кога се размислува за дигитализација и во тој дел, тие работи тие продукти кои ги даваме на јавноста да бидат user friendly, да бидат по интуитивни за реганите, а да не бараат премногу, не знам, цело одделение да речем или сектор кој би лајти. Овде може да финишираме полека, остана уште една минута од зацртаното време. Значи, може да гледаме, одат веќе и во вештачка интелигенција примена, сакаат да се шират, имаат идеи, значи комплементарни се на вашите заложби, значи останува да почекаме изборите да завршат, па да видиме дали ќе се отворите вие и ќе бидете желни за соработка и да имплементирате нешто од себе ова. Ние бевме и сме желни за соработка, отворени сме за секаков вид на идеи, значи и критики. Со задоволство би седнале на маса, би разгледале каде може и нашиот систем да се интегрира кај нив, а и општо не само како апликација, да развиеме и нешто поголемо. Сепак идејата е дигитална Македонија, нула корупција и да се движиме на добар европски пат. Господа, ви благодарам многу што бевте дел од овој подкаст. Јас на вистина уживав во разговоров. Јас искрено да ви кажам, на ваква тема би правел и многу подолги подкасти, бидејќи реков, ме фасцинира дигитализацијата, но не е толку како нешто што е ново, бидејќи колку толку што се вика сум писмен во поглед на дигитализацијата многу одамна, значи, но ме фасцинира од можноста да се намали корупцијата, односно да се драстично да се намали, и втората работа дека ние граѓаните можеме да бидеме активни учесници во креирањето и контролата на нашите општински власти и на нашата општинска професионална администрација, од која што зависи у суштина функционирањето, доброто функционирање на општините. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од подкастов.
Да, овде го завршуваме ја завршуваме оваа епизода. Наредната ќе биде пополитичка, значи ќе ни гостуваат на еден разговор, не на дебата, кандидатите за градоначалник на град Скопје, господја Шукова и господинот Ѓоргиевски. Значи ќе зборуваме малце за иднината на Скопје, ако биде некој кој ќе победи од нив, ако победи некој од нив на следниве парламентарни и се извинувам, општински избори, се избунив малце, значи ако некој од нив стане градоначалник, да знаеме за што се залага, односно кои ќе бидат целите, и ќе биде само на 3 теми. Нема да биде тоа, како што реков, дебата, не очекувам расправија, но тоа ве оставам да го видите во наредната епизода. Од мене толку за ова издание на Каде се парите со мене Горан Теменогов.